Како што најавивме во самиот дневник на Канал Плюс телевизија, во 16 часот и 30 минути започнува токму нашата контактна емисија Контакт Плюс на Канал Плюс телевизија, во која што предност даваме на вас гледачите, вие да го поставите вашето прашање на нашата тема. Како што видовте и од самото промо, денес ќе зборуваме за работата на јавното претпријатие Стипион во Штип, кое што има големи заложби и големи проекти и цели кои што ги остварува и цели кои што се предвидени за предстојната 2016 година. Денес со мене гостин во студио е господинот Игно Иванов, кој што е директор на ова јавно претпријатие Стипион. Добар ден. Добар ден и на вас. Благодарам што ме поканивте во вашата емисија да одговорам на прашање на гледачите, оние горливи прашања што не ги мачат. Така, јас се надевам дека ќе имаме доволно простор да образложиме се конкретно што ги интересира нашите гледачи, но и да разграничиме кои се заложбите и целите на јавното претпријатие Стипион. Па основната дејност на јавното претпријатие Стипион е уредувањето на градежното земјиште, кој што сега помина под локалната управа, одржување на зимската програма, одржување на улиците, значи во добра кондиција, во добра форма, да немаме дупки, да искрпиме овие дупки и уредувањето на паркинг простор и одржување на паркинг просторот во градот. Така, 2015 година јавното претпријатие Стипион ја забележа како навистина успешно со реализирани 90% од проектите. Предвиде програма за 2016 која што е комплетна и која што бара посветување токму на терен. Како ја започнавте 2016 година и кои се проектите кои што во моментот работите? Значи, работиме на повише, значи повеќе дејности кои што се во рамките на јавното претпријатие Стипион, конкретно она проектантското биро кој што го имаме, кој што работат на повише проекти кои што се од значај на локалната самоуправа, односно за изготвување на проектите на локалните урбанистички планови, кои што пред некој ден имаше промоција за Купи куќа, купи стан, кој што се наоѓа кај населбата Три чешми, едниот дел е кај клучката Струмица Кочени, уредување на индустријската зона кој што од клучката Струмица Кочени до 4-тиот километар, и да не ги набројувам, значи повише овие урбанистички планови кои што ги чекаме ажурираните пологи да дојдат, а ние за тоа време да се припремиме со оној текстуален дел и се оно што ни треба за да бидеме подготвени и крајниот рок на завршување на овие проекти ни е до 1 април. Исто така се работи и се снима теренот на овие локални патишта кои што градоначалникот премиер Илчо Закариев се заложува сите оние села кои што ги немаат патишта или кои што долго време или прв пат се прави асфалт до нив да може да ги завршат, односно се снима патот према Љуботен и Чифлик. Исто така некаде на пола пат не е изготвување на основниот проект према црквата Вознесение Христово. Веќе се работи на патот Судик Трогерци, каде што нумеричките податоци и елаборатот го изготви јавното претпријатие Стипион. Така, заживуваат ли овие рурални средини? Кои се вашите впечатоци? Па, ја мислам дека заживуваат, бидејќи јас само за себе да кажам дека иако сум 50 на години, до овие села досега нема дојдено, меѓутоа со уредувањето и со асфалтирањето на овие патишта имав можност да дојдам таму и тоа не еднаш, него неколку пати, така да верувам дека и граѓаните кои што потекнуваат од овие, а и љубителите на природата ќе дојдат и ќе видат колку се убави овие места. Значи, градоначалникот ни наметна една љубов кон природата и кон нашата околина да ја научиме, да ја запознаеме и да уживаме во неа. Значи, стварно прекрасни места во нашата рурална средина, прекрасно е Судик, Брест, за одмор, за рекреација, да речеме некој семејство кој што има намера да помине еден викенд, да отиде таму и да
ужива во оние убавини. Ете, програмата за 2016 година е во вредност од околу 16 милиони денари само за одржување на улици и патишта и околу 3 милиони денари кои што ете си одобрени од Советот за зимско одржување на улиците. Колку реално овие парични средства се доволни за потребите за Штип? Па мислам дека се реални тие пари и дека стасуваат за реализирање на оваа програма. Инаку минатата година некаде за одржување на зимската програма е потрошено некаде околу 1.800.000 денари од предвидените 3.100.000. Сведоци сме дека и самото време, временските услови кои што ни беа оваа година ни овозможија да имаме помалку расходи во одржувањето на оваа зимска програма. Вие сте задолжени, односно јавното предпријатие Стипион е задолжено за паркинг просторот во Штип. В 2016 година обезбедени се и предвидени се нови 80 места за паркирање. Дали со тоа ете се задоволува барем првично онаа потреба од паркинг простор во Штип? Ја мислам дека паркинг просторот во градот не е горлив проблем на сите граѓани. Има предвидени нови 80 места за паркинг простор. Меѓутоа, јавното предпријатие се уште како нов дел од јавното предпријатие Стипион, ние се уште не можеме да направиме споредби кои се тие придобивките, финансиските придобивки од користењето на паркинг простор на јавното предпријатие. Иако минатата година се предвиди некаде околу 6.200.000, имат остварено некаде околу 5.040.000 денари, што исто од друга страна ги задоволува овие од финансиски аспект јавното предпријатие Стипион. Меѓутоа, горлив проблем е со паркинг просторот затоа што сообраќајот имаме тесни улици, од едната страна се паркира, луѓето верувам дека нема каде да паркират, од таа страна, од овој аспект беше уведен и овој паркинг простор. Можеби во иднина треба, има намера веќе да се прави една катна гаража на влезот од градот, можеби и со вакви решенија ќе дојде до растеретување на паркирањето во централното градско подрачје. Ние се уште работиме со, така да речеме, гребки и наплата на лице место со граѓаните. Имаме, да речем така, и доста проблеми околу ова. Се надам дека во наредниот период ќе дојдеме со, да го, така да речеме, современиме овој начин, како и што и во другите градови, да работиме со СМС пореки, паркирањето да биде со СМС пореки, да граѓаните оној субјективен дел, така да речем, го елиминираме, да каде што нашиот оператор во моментот не е присутен тука на лице место за да изврши оваа наплата, и ќе биде елиминирано со СМС порака, граѓаните ќе можат да пратат и така да го регулираат нивното паркирање во овој дел од градот. Споменавте катна гаража некаде на влезот во Штип, но што е со прашањето, со оној проблем во централното градско подрачје? Имаше првичен проект или, ајде да речеме, гласини за проект катна гаража во близина на градскиот трговски центар? Па не знам за таа катна гаража дали воопште би се прави, затоа што немам информација за тоа дали кој и дали по урбанистичките планови е таму предвидено да се прави таа катна гаража. Можеби една така има потреба во централното градско подрачје. Можеби нови платформи би биле идејното решение? Видете, платформите сметам дека не е во ред со уредувањето на самото речно корито. Ние добивме парк во центарот на градот. Так. Со тие платформи би ја нарушили оној изглед и оној бавина кој што сега реката е дал. И можеби ќе имаме, меѓутоа, на ваков начин како што сега ги уредивме, пример овие две платформи кои што мораше градоначалникот да ги среди, имаме многу мал простор, паркинг простор, а доста скапа инвестиција. И враќањето на тие средства од самиот тај паркинг простор е долг процес и не знам колку е тоа исплатливо. Значи, можеби платформите кои што се на речното корито до Отиња
не се најдобро решение. Ете и денес најдуваме на блокади на автомобилите, кај луѓето кои што намерно или ненамерно забораваат да го изгребат својот талон и да си обезбедат платен паркинг. Што мислите, до кога вака, до кога ќе ја немаме таа култура за обезбедување на платен паркинг? Па видете се, да ви кажам, има доста несовесни граѓани кои што злоупотребуваат и оние гребки кои што се гледат ги искористат старите, иако тие се, како да ви кажеме, на Советот донесе на популарна цена. Тоа се 20 денари. Значи 20 денари за паркинг простор од 1 час и 15 денари за некој нареден час. 80 денари е целодневното паркирање, кој што кај нас не е ограничено со време. Да речеме, во другите градови имате едно, може би само 2 сата паркирање, вие можете да отстраните колата, баш може би и ние би требало тоа да го воведеме во централното градско подрачје, бидејќи се случува пак да немаме паркинг простор. Значи, имаме студенти доста во градот, имаме туристи во градот, поготово сабота кои што доаѓаат на шопинг, така да централното градско подрачје ни е блокирано од возила и луѓето пак не можат да најдат паркинг простор. Сакам да кажам дека доста се случаи злоупотреба или тие ќе го паркираат своите возила, заминуваат, можеби операторот не е присутен тука и после дојдат се расправаат со нашите оператори бидејќи возилото е блокирано, сепак цената е 700 денари, меѓутоа за 20 денари тие плаќаат 700 денари што не е вкусно, тука доаѓа и до навреда кон нашите луѓе, иако јас инсистирам на сепак да се тие културни, да нема навреди и едноставно да биде разрешницата најдобар можен начин. Иако постојано викам дека блокаторите не се изворна средства на јавното предпријатие Стипиони на паркинг простор, единицата, така да речем, за паркинг простор, меѓутоа еви и тоа е мерка. Може би во идене ќе видиме на размислување, сме према и законо да видиме како ќе го редуваме тој паркинг простор, бидејќи имаме да возила се паркираат и во споредните улички каде што е забрането паркирањето, во улици каде што се уште немаме обезбедено паркинг простор, со према законот кој што ни е на важност, сообраќајната полиција и Оделението за сообраќај во локалната самоуправа ќе тражиме некој решение да можеме да ги елиминираме овие негативности. Кога се реалните можности, остварливи можности за отпочнување на проектот за плаќање со SMS порака? Па, тоа ја мислам дека ќе се случи во најскоро време. Ја уште и денес имав разговор баш на оваа тема. Инаку пред некое време пропадна тендерот од објективни причини, така да речем, не по наша вина. Така се случи да мораме да го обновиме тој тендер и мислам дека наскоро ќе се случи и тоа. За тоа како што и ќе биде ова паркирање со SMS пораки, мислам дека ќе зборуваме во некоја народна емисија кога тоа веќе ќе се реализира и кој ќе помине тендерот. Во месец јуни 2015 година беа направени првите измени во ценовникот на ЈП Стипион за наплаќање на паркинг просторот. Дали се предвидени можеби во предстојниот период нови измени на ценовникот или сепак смитате дека таа символична цена ги задоволува оние потреби кои што ги прават граѓаните? Значи, ние ќе видиме со самиот тендер и со цените кои што и операторот кој што ќе биде, со кој што ќе соработуваме, да видиме кои се тие цени, нели 20% од сумата ние плаќаме на локалната. Сепак околу цената донесува одлука Советот. Ние се уште не сме на размислување за промена на оваа цена, затоа потоа. Така. Го имаме нашиот прв гледач, да го вклучиме во живо. Добар ден или веќе добро вечер, повелете. Добар ден, добро вечер. Јас да прашам кога ќе се прави и колку ќе трае изградбата на патот од Сутлакот до Струмена Чешма. Од Сутлакот до Струмина Чешма е прашањето. Ви благодариме. Ајде да го одговориме ова прашање, доколку се знае точниот временски период. Јас пред малку реков дека нашите геометри веќе снимаат и тие се на терен. Тоа е патот од Сутлакот кој што
преку Струмина чешма оди до селото Љуботин и селото Чифлик. Значи тие го снимаат патот, кога ги заврши снимањето ќе се направи оној основен проект и ќе се даде на локалната самоуправа, на градоначалникот кој што се надевам дека ќе обезбеди пари за реализација на овој проект. За останатите проекти на јавното претпријатие Стипион и за останатите ваши прашања се навраќаме веднаш по првиот блок на реклами.